Атлетиката е посебно доживување за оние кои што ги следат летните олимписки игри. Наша вечерашна гостинка, кралицата на маратоните, Весна Кераџиева. Весна, добро вечер, добри ми дојде во емисијата. Добро вечер, добар ве најдов. Драго ми е што сум тука еве вака на овој празничен ден. Па прво да ви честитам нели празникот на вас, на сите македонци, денот на Републиката, ден Илинден. Настап на Олимпијада сон на секој спортист. Следи ли Весна летни олимписки игри од Токио? Секако дека следам, со нетрпение буквално го очекувавме ова. Единствено што ми е жал е што не сум таму, нели, во живо да го следам и да бидам дел од тие надпреварувачки таму. Меѓутоа ајде. И ова што сум тука ваш гостин е исто така задоволство. Весна е шесткратна шампионка во маратон, повеќе од 20 години активна на терен. Некаде од 12 годишна возраст започнува твојот пат. Па така, точно да, од 98 година, му доаѓа некаде на 12 годишна возраст и од тука веќе продолжува понатаму. Почнав нели прво со пократките патеки, 800, 1500, 3000 метри, па потоа се префрлив на маратон и мислам дека најуспешна дисциплина ми е за мене маратонот. Зошто се одлучи токму за маратон? Спонтано, значи буквално беше спонтано. Како што кажав, од мала не е ни препорачливо воопшто да се трчат нели полумаратони и маратони, меѓутоа мислам дека и подсвесно секогаш ме привлекувале повеќе тие тренинзи и надпревари на издржливо што се. Па верувам дека како што повеќе созрeva во атлетиката, повеќе се пронајдов во оваа дисциплина, особено што надпреварувањето е на еден друг начин, на друг стил. 800, 1500, 3000 метри се надпревари кои што се одржуваат нели на стадион, на патеката, на тартанот, додека полумаратоните и маратоните се буквално можеш да доживееш атмосферата на самиот град. Се надпреваруваме во различни градови, не е само нели кај нас ете најактуелен Скопскиот маратон како најголема спортска манифестација, точно така. Меѓутоа секој град си носи своја магија, своја енергија и потопло некако се доживува за разлика од оние надпревари што се секој надпревар за себе си има доживување, меѓутоа е различно дефинитивно. Значеше ли тоа за тебе откажување од многу нешта како млада личност? Па да, како за секој успешен без разлика во која професија да е, конкретно нели зборуваме за спортот, за атлетиката, доколку навистина целите кон големи, кон високи резултати, трофеи, рекорди, бркање на олимписки норми, олимписки настапи, тогаш дефинитивно бара откажување, меѓутоа не можам да кажам дека жалам или дека тоа биле некои жртви кои што сум ги направила, туку напротив, тоа биле напори да се постигне нешто повеќе, да се доживее, да се напредува, така што се си има свое. Доколку ги одседите или ги одспиете тие неколку години кога сте водели во младоста, па повеќето излегуваат, се дружат, а не ги посветите на нешто поголемо, како што е, например, Олимпијада или било каков сон кој што си го имаме, веројатно и тогаш ќе има некое кање, така што воопшто не жалам за сето тоа потрошено време. Се уште секој утро ти започнува со тренинг? Да, утро сега со оглед на тоа што навистина сонцето е немилосердно, па ми пречи доста, гледам да го правам тоа попладне, дури кога ќе се стемни, затоа што навистина е премногу жешко, посебно јули, август во Скопје се навистина топли месеци за тренирање надвор. Бараат ли маратоните посебен режим на исхрана? Па можам да кажам и да и не. Се работи за стил на живот повеќе, кај нас тоа е навика влезена уште од младост, од детството и воопшто не ми е проблем на некој да се ограничувам на некој посебен режим на исхрана, меѓутоа се внимава тоа да биде хранливо, затоа што сепак и мускулатурата е потребно нели опоравок, а преку храната и добриот сон тоа најдобро се постигнува, така што се е тоа навика, не е нешто што најчесто луѓето ме прашуваат како што јадете, изгледате толку слаби, многу трошиме, реално тренираме по 15, можеби 20 километра во текот на еден ден, така што тоа е голема енергија која што се согорува и потребна е калорична исхрана, така што не ни е проблем тоа воопшто. А се разликува режимот на исхрана во овој период од годината и назим? Се разликува по тоа што самото тело ти бара повеќе свежа храна, повеќе течности,
така што само го следиме она што ни го бара телото. Повеќе тешка мрсна храна, дури месо во овој момент не ми е едноставно не ми го бара тоа организмот, така што повеќе се на свежа храна. Меѓутоа, веројатно оние кои што живеат можеби во посвежи услови, затоа што голем дел од професионалците знаат имаат припреми надвор од нели населени урбани средини како што се планинските предели. Таму е нели посвежо времето, тренинзите се на друг начин одвиваат, така што повторно ќе кажам, тоа е навика и нешто што се учиш да си го следиш она што навистина ти го бара телото, така што не е проблем, се е навика. Можеби кога ќе се спомене твоето име најпрепознатливо си по Скопскиот маратон, меѓутоа зад себе имаш истрчано многу маратони тука кај нас и надвор од нашата земја. Ако се навратиме наназад, кој е најдраг до сега? Можеби првиот кој што го имаш истрчано или последниот, да речем? Ако зборуваме конкретно за Скопски маратон, па не би можел. Да, веројатно првиот ми оставил најголем впечаток, бидејќи буквално отидов реално неподготвена за толкава делница. Предходно, како што кажав, мислам дека до 10.000 метри ми била на стаза. Точно дека имав предходни полумаратони и една 39-40 км, која што не беше официјален маратон. Меѓутоа, Скопски маратон има посебна атмосфера, така што спонтано ми излезе директорот на Скопски маратон и се уште активен во Скопскиот маратон во организацијата како директор Киресина Диновски ми сконтактира директно. Ми кажа дека конкуренцијата веројатно ќе биде доста помала, бидејќи луѓето се уште не беа запознаени и кај нас и во регионот, што всушност се случува, не беше толку популарно како што е денеска, воопшто не беше популарно поточно. И ми кажа имаш голема шанса зашто да не бидеш во првите три. И така се навлеков буквално сосема спонтано, иако мислам, не се сеќавам дека точно сум имала некои претензии предходно да трчам маратони, бидејќи сепак се работи за 42 километра и дури мене како атлетичарка се уште ми делуваат лудо. Тоа е навистина многу како да одиш до Куманово, до Тетово, така да, па така, да, до Тетово, до Куманово, таа е таа релација до Велес 42 км, така што точно е дека луѓе ќе ни кажат вие сте луѓе, јас не можам со кола толку да ги издржам и тоа си го сметаме некако комплимент, буквално на шега, нели, и знаеме дека е лудост, меѓутоа тие лудости се и предизвик, најголеми предизвици. Што те мотивира додека трчаш? На што размислуваш кога ќе започнеш? Најчесто си ги бирам трките во однос на предизвикот кој што ми е однапред одреден. Дали е тоа за пласман висок, дали ги бркам резултат, дали кога сум бркала рекорд. Така што ете, за Скопски маратон конкретно, бидејќи домашна трка, знам дека е напорна, бидејќи се одвива во прилично топли услови, каде што не можеме да бркаме резултат, иако е стазата идеална, е многу рамна. Сепак тука секогаш претензиите ми се да освојам што повисок пласман и во таа интернационална конкуренција и како надпреварувачка во домашна конкуренција, и најчесто сум нели во тие топ 3 или во интернационална во топ 5-6, што е навистина висок резултат и пласман, додека пак кога одам на надпревари надвор од Македонија, тогаш гледам да ги изберам оние трки кои што се повеќе со подобри временски услови, со рамна патека каде што ќе можам да бркам нели резултат или рекорд, додека тоа ми беше таргет, или пак освојување на олимписка норма или доближување до нормата, така што тоа ми се и самите цели кои што однапред сум си ги поставила се нешто што ме мотивира во текот на трката, да продолжам да ја финиширам, да ја издржам, така што тоа се целите. И покрај пандемијата се одржаа дел од маратоните. Она што следува е, повеќе пати го споменавме, Скопскиот маратон. Се подготвуваш ли година? Да, дефинитивно се подготвувам. Времето не служи баш оваа година. Имавме и порано имавме и некои периоди кога ќе беше поврнежливо летото, па ќе беше подобро за подготвување. Оваа година баш и не послужи. Времето е навистина жешко, посебно зборуваме во Скопје, во Македонија. Како и да е, се подготвувам, точно дека ќе секогаш се пријавувам амбициозно на 42 км, и тоа не е нешто што ми е, дури не се ни двоумам воопшто, затоа што драг ми е, не знам, некогаш дури се размислувам кога би престанала, кога би се откажала од ова. Како и да е, да, тоа ни е таргетот, ќе биде во октомври, првиот викенд му доаѓа на 3 и 4, ќе биде викенд, ќе биде малце видоизменето,
Така што ете, ако тоа е тема на разговор, можеме и повеќе да го разговараме и овој момент. Така се разбира. Своето знаење реши да го принесеш и на помладите од тебе, на дечињата. Убаво да се работи со деца. Траат ли се уште оние тренинзи кои што ги имаше покрај кеот на Вардар? Да, моментално се дечињата на пауза, затоа што е и летен одмор и сака да си поминат повеќе време, да се слободни, за нив, затоа што се навистина многу мали, за нив се уште психолошкиот момент е дека кога се во училиште, кога трае учебната година, тогаш треба да им се сите активности, па така што малци и тој момент е потешок, затоа што денеска внимаваме на тоа децата да не бидат под притисок, туку буквално тие навистина тоа да го чувствуваат, да сакаат да тренираат, без да им се прави некој, да им се наметнува некој притисок, туку повеќе тоа да биде наше водство. И мое како тренерка и на нивните родители, за да може да воопшто да бидат мотивирани за понатаму, бидејќи од поранешни искуства, од повеќето од деца кои што претходно поминале, ние како што сме поминувале, многу малку остануваат, особено во атлетиката. Тоа се должи и на немањето реално не го гледаат тоа како некоја идна кариера од која што може да профитира, да се живее, па сето тоа си има свој сплет. Меѓутоа, мојата работа моментално со дечињата е баш тоа, да им кажам дека вреди пред се за своето собствено здравје, а понатаму нели здравје да се види, ако некој можеби се покаже како навистина талентиран, да се инвестира во него, Атлетската федерација, Агенцијата за млади спорт и се соред. Барат никогаш совети на младите од тебе, сакаат да дознаат можеби нешто повеќе за твојата кариера? Се уште кога се работи за мали деца не знаат со кого работат, затоа што имаме не знаат кого имаат покрај себе. Да, има и родители кои што на пример имаат и познати родители, нели во дали музичари, дали глумци, а не знаат. Мислам, тоа е нешто што не одиш нели на децата да им кажеш, абе ти не знаеш кој сум, јас сум многу популарен. Меѓутоа да им кажуваме дека знаат, за да знаат дека тренираат со некој што е успешен, од кого учат во таа смисла. Меѓутоа мислам дека се уште перцепцијата не им е на тоа ниво за да размислуваат дека некој нешто е важен, дека нешто треба посебен третман или не знам што. Заедно со твојот брат Александар Кераџиев ја издадовте книгата Издржи кралица. Тоа е една атлетска книга, односно советник за трчање. Така да. Ја издадовме уште од 2017 и сега на пат е нова, која што овој пат ја спремам, ја подготвувам самостојно за издавање. Ќе биде како еден вид на продолжение, ќе биде Кралицата ќе издржи. Така што ете, во процесе се надевам дека желбата ни е со издавачот ни е да биде некаде во периодот пред Скопски маратон, за да биде како еден вид на нов водич кој што ќе можат сите љубители на трчањето, кои што сакаат совети, кои што сакаат да знаат како е да се биде професионален тркач, кои што сакаат имам споделување и тренинг програми, така што ќе бидем вид на продолжение, меѓутоа ќе има многу нови содржини за сите оние кои што ќе сакаат дополнително. Повеќе ќе се фокусираш тука на твоите трки? Ќе има искуство до моите трки, за да знаат јас како конкретно се подготвувам, дали пред старт, дали пред трка, дали неколку дена, недела, така што ќе има и совети, ќе има совети во однос на исхраната, во однос на облекување, зимско, летно, како се подготвуваме, во однос на исхраната, какви се препораките, така што ќе биде од се помалку. Совети исто така споделувате и на вашата официјална страна. Да. Активни сте на социјалните мрежи. Па затоа што ете во денешното модерно општество, повеќето особено младите, полесно им е тој тип на пристап и некако полесно ете и ние се чувствуваме, имаме подобра комуникација со сите. Полесно сме достапни, луѓето се полесно достапни, така што можеме и совети да делиме. Тие објави кои што ги споменуваш, исто така често знаат да ни кажат, и тоа го прочитав од кај вас, го дознав, навистина ми помогна, така што тие работи ме радуваат. Атлетиката бара ли многу финансии како спорт? Како финансии реално не бара, ако го споредиме со други спортови, посебно со спортските игри како што се фудбал, кошарка, ракомет, бара значително помали финансии, меѓутоа бара финансии доколку немате воопшто, како што сменили повеќето од нас атлетичарите, тогаш што е проблем, бидејќи треба опрема, менување патики на 3-4 месеци, така што сите тие, иако се значително, пак ќе кажам, помали финансии, сепак се потреба,
особено затоа што кај нас нема таков тип на спонзорирани атлетичари, професионални, буквално скоро сите од нас нешто друго работиме на страна, не сме типично на како што во повеќето во европските земји, во Америка, си има платени атлетичари кои што буквално само со тоа се занимаваат, ги рекламираат брендовите кои што ги застапуваат и тој им е еден подбирено со договор и така функционираат. Кај нас го нема за жал се уште тоа, тој момент и хендикеп е за тоа и не гледаме од кај нас да излегуваат толку талентирани и успешни. Талентирани има, меѓутоа завршуваат до еден степен до кога ќе забележат дека финансиски дека финансиски не може да се издржат, нели? Возрастни стануваме, семејства, деца и кога ќе почнеш да сваќаш дека не можеш да живееш од атлетиката нормално, дека се пренасочуваш. Знаеш ли тоа дека доволно се цени она што вие го работите? Па за жал не. Тоа покажува всушност колку се цени не само атлетиката и другите спортови, особено индивидуалните спортови кај нас се многу запоставени, посебно во тој финансиски момент во однос на и од државните, меѓутоа и од приватните компании, бидејќи реално се уште нема слух, не е до тој степен популаризиран спортот кај нас. Весна, споменавме на почетокот Олимпијадата, како сон на секој спортист. Се остварили твојот сон кој што го имаше како мала 12 годишна девојка тогаш? Да, уште олимпискиот сон остана неостварен. Не губам искрено надеж без оглед на она како поминуваат годините. Се уште ми е неостварена желба да отидам на Олимпијада. Така што ете другиот дел од мојот атлетски сон е реално остварен. Бев буквално шампион на се од 800 до метри до маратонски шампион бев 6 години, рекордерка бев исто така 5-6 години, што веќе не ги памтам сите поединечно која од кога ми е титула. Меѓутоа, да, освен олимпискиот сон, мислам дека другото е остварена желба. Да споменавме Скопскиот маратон, така и ќе завршиме. Освен Скопски, каде Весна ќе трча? Кои си идните планови за годинава? Може би за следната? Да, сега за сега ќе се задржам на оваа година, освен Скопскиот маратон, ќе имаме полумаратонска трка во Битола на Трчејбе, која што воедно ќе биде балканско првенство, што значи ќе бидеме како Македонија, како земја, ќе бидеме домакини на најдобрите балкански атлетичари и атлетичарки, така што ете тоа ми е уште еден таргет. И женската трка би ја споменала тука, која што ќе се одржи како еден вид на најава, особено за девојките, за да бидат жените да бидат повеќе мотивирани и во подготовка пред Скопскиот маратон. Меѓутоа за мене тоа е секогаш една забавна трка каде што буквално не ја чувствувам како дека се надпреварувам, туку повеќе ми уживање, друштво со толку голем број на жени. И во следниот период единствено ми уште една планинска трка која што ќе биде на Пелистер, тоа е веќе следниот викенд и тоа би било тоа. Не знам, освен ако не ми изненади нека многу интересна понуда дали за надвор, дали за тука, меѓутоа тоа би било за оваа сезона да ја закружим. После вакви убави најави, значи ли тоа дека Весна не се откажува од атлетиката? Тоа го прашав и твојот брат кога беше госте. Да, сега за сега немам конкретно планови, не си ставам рамки до утре, до денес, до следната трка. Буквално ќе оставам да видам како ќе ми се одвива понатаму животниот тек, работните обврски и тоа ќе ми диктира до каде колку ќе можам и понатаму да тренирам. Весна, ти благодарам многу на одвоеното време. Успешни маратони во иднина и се гледаме во нека наредна прилика. Ти благодарам и јас, секогаш убаво си поминувам кај вас во студио.